секогаш е задоволство да се присуствува на проекти кои или се изгледуваат, или се отпочнуваат, или се завршуваат. Градоначалникот Кирил Пецаков кажа за тоа што се случува во моментот овдека во општина Охрид, што се случуваше и што ќе се случува. Навистина еден импозантен градежен зафат кој што можеби со децении досега не бил случаен, и овие проблеми кои што сега се решаваат се проблеми кои што со години стоеле нерешени, но еве благодарение на градоначалникот, благодарение на администрацијата тука, советниците во општина Охрид, многу од овие проекти се отпочнуваат и ќе бидат завршени, многу ќе бидат отпочнати и ќе бидат завршени. Јас наистина можам да им честитам тоа што не прават нас горди, го прават Охрид, охриѓани и ги решаваат акутните проблеми, а само така со проактивна, храбра улога може да бидат надминати сите проблеми кои што за жал со децении биле напластувани и некако се бегало од нивно решение. Само така да продолжат и мислам дека на тој начин можеме да ја разбиеме онаа теза дека сите се исти. Напротив, можеме само да кажеме дека на ваков начин и текако постои разлика помеѓу тоа што вие го споменавте, луѓето кои што само крадат, а тоа се луѓето во владата на ДУИ поддржано од СДСМ и луѓето кои што се од ВМРО-ДПМН, односно градоначалниците кои што градат. Така што разликата е и таа разлика ќе ја покажеме на дело уште повеќе, поинтензивно, подинамично веднаш по формирањето на новата влада која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете, ви стојам на располагање. Најави работни групи за уставни измени. Сметате ли дека тој процес треба да продолжи? Уставни измени во овој пратенички состав под бугарски диктат и во овие околности нема да има. Тоа што го прави власта е процес кој што на крајот ќе се удри во зид, односно ќе заврши неуспешно, бидејќи ние предупредуваме веќе подолго време. Ако се сеќавате, откако во јули минатата година, во 2022 година, одлучија да го направат тоа што го направија, предупредивме дека тоа што го превземаат како обврска од името на сите нас, не само што не кредибилитет, туку и не можат физички да го поминат. Тога се сеќавате, они правеа некакви реминисценции и подсетувања на времето од Преспа, но и тоа ги предупредивме дека е друго време, дека ова не е времето кога можеа да се договараат со одредени уценети политички поранешни структури кои што за жал функционирале во ВМРО-ДПМН. Такви нема сега повеќе. И затоа ги предупредивме тоа да не го прават. Но за жал тоа го направија. Потоа, ако се сеќавате, велеа ќе се отпочне процесот септември-октомври 2022, тоа не се случи. Потоа велеа кон крајот на годината декември, па тоа не се случи. Па потоа го префрлија тежиштето во февруари, помина и февруари, сега го префрлаа тежиштето на мај-јуни. Еве, јас ви велам дека тоа нема да се случи, нити во мај, нити во јуни, затоа што ние имаме принципиелен став од самиот почеток. Создадоа проблем кој што не можат да го решат, создадоа проблем кој што сите ние го имаме. И ако продолжат дополнително да го комплицираат, ќе се треснат сите во една мртва улица, но за жал тоа ќе биде еден огромен проблем за сите граѓани и за Македонија како држава. Но јас еве ви ветувам дека за се тоа што го прават ќе има и одговорност веднаш откако новата влада на ВМРО-ДПМН ќе ја превземе одговорноста во влада. Денес на состанок на лидерите на Западен Балкан. Колку смете дека ова иницијатива е замена за Европската Унија и дали има одржливи шанси за расплесување? Предпоставувам мислите за Отворен Балкан иницијативата. Тоа е иницијатива која што сме ја коментирале во минатото. Ние немаме информации за суштината на таа иницијатива, но тоа не сме никако да биде замена за полноправно членство на нашата држава, на Македонија во рамките на Европската Унија. Тоа е многу важно да се каже и тоа е многу значено да го знаат сите граѓани. Инаку секоја регионална иницијатива која што значи подобрување на квалитетот на живот, на стандардот на граѓаните, ВМРО-ДПМН како политичка партија е тука да ја поддржи. Дали оваа таква иницијатива не знаеме, бидејќи немаме никакви буквално до сега информации, нити пак мислам дека јавноста знае
нешто поврзано со оваа иницијатива, бидејќи ако е брза размена на капитал, на стоки, на услуги, на луѓе и така натаму, помеѓу овие држави кои што се дел од оваа иницијатива, има да речеме држави кои што помеѓу себе не знам како граничите, да речеме Србија и Албанија, како помеѓу себе граничат, имајќи предвид дека има тука еден друг спор, кој што мислам дека денеска тука во Охрид се случува разговори околу поврзани со тој спора, тоа е косовското прашање. Така што има многу вака работи кои што јавноста не ги знае, кои што се поврзани со оваа иницијатива Отворен Балкан, но тоа никако не смее да биде и не треба да биде замена за полноправно членство на Македонија во рамките на Европската унија. Уште една актуелна тема во јавноста, тоа е во врска со зградбата на коридорот 8 за надзор избрана фирма за текстил. Дали ќе поморате обвинителството да реагира? Предпоставувам мислите за коридорот 8 и коридорот 10Д. Ние тоа го комуницираме изминатиот период, пратеникот Бојан Стојановски имаше и своја изјава пред јавното обвинителство. Јас не очекувам дека ова јавно обвинителство нешто ќе направи и дека ќе превземе мерка против јасниот криминал на владата на Дуи поддржана од СДСМ, јасен криминал кој што го прават официјалните луѓе, кои што се задолжени за тоа, тука предначи Ковачевски Димитар. И тука треба да бидат сите најасно дека овој криминал сега може да се стави под тепих. И тие луѓе кои што се учесници, и ова фирма за Долен Веш, која што се пријавува како надзор на овој капитален проект, треба да им е јасно дека за месеци од денеска лично јас ќе се занимавам со овој проект, односно со оваа јавна набавка, со која што треба визија на градежните работи во изградба на два значајни коридори, односно два значајни патни правци, кои што се поделени сега во 4 одсечки, а кои што се дел од коридорот 8 и коридорот 10Д. Лично на македонската јавност ти кажувам дека јас лично ќе се занимавам и се ќе дадам од себе за да виновниците кои што се обидуваат на маката на овој оплячкан, напатен и осиромашен народ да печелат дополнителни пари, да бидат изведени под лицето на правдата. И ова не е закана. Ова е предупредување. Затоа што нема играње. Мора оваа држава веќе да престанеме да се играме со трпението на народот и со маката на народот. Доста е од политичари криминалци, доста е од политичари кои што се богатат на маката на народот. Време е да дојдат политичари работници, како што гледате тука што се случува во Охрид, каде што сме денеска, и насекаде низ Македонија, каде што градоначалниците на ВМРО, ДПМН го испорачуваат она кое што го ветија за време на кампањата. А овие политички криминалци и измамници, на чело со Димитар Ковачевски, ќе бидат пратени во историјата, но и ќе има одговорност. Лично, јас се обврзувам пред македонската. Уште едно прашање има, колегите ми го испратија. Како го коментирате ставот на Борел дека за преговарачката рамка не може одново да се преговара, нешто што беше барање на ВМРО ДПМН? Ние ги цениме коментарите и изјавите на европските дипломати и политичари, исто така како што би ценеле пред да носат одлуки, да не прашаат и нас, како ВМРО ДПМН, но и да го прашаат народот, дали се согласува со тоа што оваа некредибилна влада на Дуи, поддржана од СДСМ, го прифаќа пред името на НАТО. Мојата изјава на почеток кажав, да, направија проблем кој што сега сите ние го имаме. И од тој проблем нема бегање, мора да најдеме решение, мора да почнеме да разговараме и само со разговор можеме да дојдеме до решение, но по обратен правец. До сега секогаш се разговарало од страна на тие поединци политичари што има за мене. Ние темата ќе ја поставиме што има за народот и што има за државата. Кога некој од тие бриселски политичари е подготвен да седне со нас очи во очи и да разговара, а јас секаде тоа го кажувам, и на дипломатските представници во Македонија, и на тие кои што доаѓаат од Брисел, и тие кои што доаѓаат од други држави, дека вашето мислење го цениме и не значи, сепак вие сте наши партнери, но ова е двонасочна улица и треба да го знаете и нашето мислење, и затоа сме подготвени да седиме и очи во очи да разговараме и да најдеме решение за проблемот кој што го создадоа овие политички криминалци
на владата на ДУИ поддржана од СДСМ. ВМРО ДПМН не бега од разговори за еднината на македонскиот народ. Но доколку тема на тие разговори е отварање на уставот во овој состав на парламентот под овие околности, под бугарски диктат, нашиот одговор е јасен, силен и недвосмислен. Тоа нема да го прифатиме. И тоа